Шестата рунда од втората лига донесе интересни резултати кои направија да биде густо во долниот, но и во горниот дел од табелата. Дербиото на колото меѓу Кожув и Детонит Плочковица заврши без победник и без погодици 0-0, зашто и двете екипи можат да жалат за ваквиот резултат. Надпревар како надпревар добар, прав првенствен надпревар како што далекува на две екипи кои се борат за повисок класман. Да им честитам на гостите, покажаа карактер што многу ми се допадна. Надпреварот беше повеќе во наша корист, но ете, сакало така да биде, не искористивме шансите. Можеме да жалиме, но јас сум презадоволен бидејќи конечно покажавме дека можеме и да не примиме гол, да не мора да се прима тој гол. На тоа работивме ова недела, ете, испадне така. Кожув е на четвртото место на табелата со 12 бодови, само 2 бода помалку од лидерот Брегалница, а овие две екипи силите ги одмерат во недела во Штип во рамки на седмото коло. Јас сум доста задоволен од учинокот кој го направивме. Сепак се уште, ако не се лажам, сме екипа со највише бодоци постигнати. Малце сум незадоволен околу одбраната како примање на голови, меѓутоа од многу наши едноставни грешки што ги правевме. Така да горе доле сум реално задоволен и очекував некој ваков исход во овие први 6 кола. Македонија Ѓорче Петров по службениот загубен надпревар од Новаци сега е на второто место, откако славеше над Вардарски со 0-2, меч кој можевте да уследите на М-нет Спорт. Лавовите се втори со 13 бодови, бод помалку од Штипјани. Башкими со минимални 0-1 славеше над Вардар Неготино во Струмица, со што Комуновскиот второлигаш е трет со 13 бодови, колку што има и Македонија Ѓорче Петров. Арсиме е на петото место, откако загуби од Саса со 2-1, а има изброј на бодови како и Кожув, односно 12. Детонит Плочковица е на шестото место, откако освои само бот од Гевгелија со 11 бодови на своето конто. Па добро, тврд надпревар со 2 црвени картони. Така да мислам дека овој резултат е најреален и за нас и за нив. 0-0 имавме, јас имав стативо и он има пречка, така да овој резултат е најреалниот. 0-0. Ова ни е четврта утакмица за 12 дена, така да Заморот си го направи своето, паѓа концентрација, но сега ќе се освежиме, така да одиме кон нови победи. Детонит Плочковица на последните 5 меча има 3 победи, 2 ремија во втората лига. Добро, ете, ние генерално почнавме така, но после тоа се консолидиравме, те направивме 2 победи поред со Скопје и со Осогово гости. Се ова нерешено, така да дома се ни доаѓа Вардар Неготино, одиме на 3 бода таму, така да секако сме во првите 5. Сега се и задоволни сме. Новаци седми со 10 бодови, откако одигра 0 против Беласица. Саса со триумф над Арсим има 8 бодови и 8. Скопје 9 со 7 бодови, откако ремизираше со Брегалница играјќи 0-0, а 7 бодови има и Охрид кој е 10 и триумфираше над победа со минимални 0-1. Беласица е без триумф во новата сезона и се наоѓа на 11-тото место со 5 бодови, колку што има и Сово кој е место подолу, а жетварите од Кочани славе над Борец со минимални 1-0. Победа на 13-тото место со 4 бодови, колку што има и Вардар Неготино кој се наоѓа во бараж зоната. Борец е предпоследен со 3 бодови, а Вардарски едноното со само 2 бодови.